Почитувани сограѓани, вчера во Собранието на Република Македонија од страна на пратениците на ДПМНЕ беше донесена уште една во низата од многуте срамни одлуки за Македонија. Вчера, по налог на Груевски, а на општо прифаќање на пратениците на режимот, министер за одбрана беше избран Талат Џафери. Немаше да биде ништо страшно ако не го знаевме минатото на Талат. Ако не знаевме дека истиот тој кај народот е познат како командант на УЧК Форина. Тој е човекот кој во 2001 година се бореше против армијата на Република Македонија. Почитувани, сакаме да ја информираме неготинската јавност дека токму во 2001 година нешто повеќе од 1000 жители на Неготино на неколку наврати беа мобилизирани за да учествуваат во воениот конфликт кој Македонија тогаш го имаше. Над 1000 семејства во Неготино испратија свој близок да ја брани Македонија. Дел од тие луѓе во конфликтот беа повредени. Дел од нив останаа инвалиди, што е уште полошо. Тогаш ние неготинчани загубивме еден наш сожител, на кого вечно ќе му поклонуваме слава. На сето ова, вчера неготинскиот пратеник Ванчо Апостолов или не го знаеше во што не веруваме, или пак го знаеше, но не водеше сметка за тоа. Вчера неготинскиот пратеник без ронка грижа на совест си крена два прсти за одлуката командант Форина да биде министер за одбрана на Република Македонија. Сакаме оттука јавно да го прашаме пратеникот Апостолов, а сега веќе и кандидат за градоначалник на ДПМНЕ во Неготино. Како планираш, пратениче, да ги погледнеш во лице сите овие неготински семејства? Со каков образ ќе застаниш пред семејството кое загуби свој член во конфликтот во 2001 година, кога се бореше токму против овој кој сега ти го ставаш да биде министер за одбрана? Малку ли беше што гласаше за законот за амнестија, закон со кој ги помилувавте сите учесници албанци во конфликтот во 2001 година? Истиот ли Ванчо Апостолов си ти тој кој предводеше колона во Неготино пред некоја година, кога пееше "Животот го даваме, струга не ја даваме", ама сега командант на УЧК за министер ставаме? За ваков ли патриот, Ванчо, ти се кажуваш? Почитувани сограѓани, ова што вчера го направи пратеникот од Неготино е најголемото предавство на сопствениот народ од страна на неготински пратеник. Неготино, вакво нешто досега не памети. На крај, сакаме да ти порачаме лично тебе, пратенику и кандидат за градоначалник. Ние, од Сојузот за иднината, но и граѓаните на Неготино, чекаме одговори на овие прашања. Срам да ти е, од предавник градоначалник не бидува.